Јас бев во Македонија во месецот јуни. Покрај другите работи во Македонија, имав и промоција на моите 2 нови книги. Но и со огромно задоволство потпишавме меморандум за соработка помеѓу Друштвото на писатели Коста Солев Рацин од Велес, Македонија и Литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, Канада. Погледнете ги овие пријатни моменти од нашата прекрасна Македонија. Почитувани љубители на литературата, драги гости, денес во нашиот град имаме посебна гостинка од Литературното друштво Браќа Миладиновци, Гранка при Катедралната црква Свети Климент Охридски во Торонто, Канада, под председателката Маја Доневски Ивановска, на која и посакуваме топло добре дојде во нашиот град. Денес имаме посебно задоволство што ќе ги промовираме 2 книги Меѓу 2 неба од Маја Доневски Ивановска и Помеѓу зборот и тишината, посткумна збирка поезија на незината мајка Мила Доневска. Добре ни дојдовте. Почитувани, уредник и рецензент на овие 2 книги е нашата почитувана Вера Самарјанин, која по долго време повторно е овде меѓу нас. Денешните промоции ќе ги започнеме со музиката на Христијан Саздовски и Тале Јовановски. Повелете. Почитувани, денес свечено ќе подпишеме меморандум за соработка помеѓу Литературното друштво Браќа Миладиновци, Гранка при Катедралната црква Свети Климент Охридски од Торонто, Канада, застапувано од председателката Маја Доневски Ивановски и помеѓу Клубот на писатели Коста Солев Рацин Велес, застапуван од председателката Лили Арсова. Овој меморандум за соработка ќе вклучува цел развивање и унапредување на културната, литературната и образовната соработка помеѓу овие 2 здруженија, како и поттикнување на литературното творештво и зачувување на македонскиот јазик и афирмација на македонската култура, која што мислам дека и денес ја правиме овде и дека Маја со задоволство сето ова ќе го пренесе во Торонто, Канада. Драги македонци и љубители на убавиот македонски пишан збор, добар ден и добре ни дојдовте. Денеска пишуваме една нова страница на историјата, посебно за Литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто. Чест ми е, навистина голема чест, за ова непроценета соработка со Клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес, и верувам дека нашите македонци од Канада, посебно од Торонто, ќе бидат многу радосни. И се надевам за оваа соработка да ни биде вечна. Не само помеѓу нас и вас, овие генерации, него генерациите што ќе не наследат. Благодарам. Македонија, ти не си место на карта. Ти си трепет во градите, што се буди без најава. Дом што го носам во себе. Иако одамна не живеам во него. Те напуштив со куфер полн со надеж, а зад мене остана земја што знаеше како да ме прегарне. Драги гости, драги пријатели на пишаниот збор,
добре ни дојдовте. Тука сме заеднички да сподели незаборавна книжевна вечер. Со особена чест и задоволство сакам да ја започнам промоцијата на две прекрасни книги, да слушнете осврт за делата и да уживате во пријатната книжевна атмосфера. А ако нека ме праша, што најмногу ја опишува неа, би рекла сила. Сила да биде жена со став и карактер, сила да биде мајка на две прекрасни деца, сила да биде успешна и почитувана личност, дури и кога животот ја однесе далеку од татковината. Неа ја сакам како сестра. Тука сме биле и во лошо, и со многу солзи, со многу радост и убаво, и буквално све. Прочитам една од песните во незината книга, после се. Долго се дава, до последна тивка сила, мислејќи дека љубовта се мери со жртви и молчење. Ги ставав сите пред себе, а себе на крајот од редот, каде што срцето учеше да чека. После се, после солзите што не ги виде никој, после зборовите што ги проголтав, после ноќите кога сама се составував од парчиња, нешто во мене рече доста. Љубовта кон себе не дојде како бура, туку како тивко утро што не бара дозвола. Дојде како разбирање, како простување кон сопствената човечност. Сега знам, не морам да скршам за да бидам сакана, не морам да исчезнам за другите да блескаат. Драги мои другари, драга моја фамилија, ме расплакавте. Многу сум ви благодарна што сте вечерва дел од овој настан, што сте вечерва со мене. Многу ми значи. Таа што постојано зборува има иста трема, кога зборува за самата себе си. Овие две книги настана во еден критичен период, посебно последната книга за мојата мајка, Мила Доневска, која што ненајдено ни замина, тие што ме познавате, а сите ме познавате, тоа се случи минатата година и токму утре и правиме помен од една година. И не случајно е ова што го правиме денеска. Си имавме двете, но двете од времето и предпоставувам дека тоа беше уште од времето кога јас бев председателка на литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, дека заедно ќе издадеме книга. Мојата мајка пишуваше од многу рана возраст и веројатно го имам наследено тоа од неа. Исто и јас така пишувам. Кога паметам за себе си, полесно ми беше болката или било кое чувство кое што не можев да го искажам, да го напишам на хартија. И така некако тоа ми беше подсетник за сето она кое што го доживував. Да ме научи на или да ме подсети на она што е добро, или да ме подсети на она што не треба да го правам така како помлада. Мојата книга Меѓу две неба ја напиша во периодот помеѓу 2019 година и крајот на 2025 година. Сега ќе ви представам една од моите песни. Се вика Детство без превод. И тука мислам дека со оние кои што израснавме заедно, моите комши, ќе се пронајдат себе си. Никој не ни објасни што значи да си дете. Се снаоѓавме меѓу возрастни разговори, пепелници полни вистини и погледи што ни раскажуваа да молчиме на време. Пораснавме пред да пораснеме. Научивме да читаме простори, не букви. Детство без превод, само инстинкт и брзо учење што боли. Посебно сакам да ја поздравам и да ја честитам на авторката, мојата драга пријателка Маја,
која што имав прилика да ја запознам во Торонто. А исто и на сестра, и сега јас не знам дека се за 2 книги оваа промоција. Честитки од моја страна и одат на незина конто. Низ годините ја следев незината посветеност на Маја кон македонската заедница, незината работа во црковната општина и незината искрена љубов кон Македонија. Луѓето како Маја се живи мостови меѓу нашата татковина и нашите сонародници ширум светот. Браво, Маја! Дозволете пред се, драги гости, да ве поздравам од членовите на Литературното друштво Браќа Милоденовци од Торонто. Ние следната година славиме 40 години од нашето постоење. Тоа е активна работа, активно стоење на бедемот на македонската азбука, македонскиот јазик, историја, култура и традиција. Не можеме да го постигнеме ако немавме навистина многу добри членови. Меѓу нив е секако и Маја, која ни се зачлени 2009 година и ни пристигна како пролетно ветре, од сиот свој раскош, интелигенција и емотивност. Толку не обзема со незината работа, што ние доверивме да биде председател на друштвото, и таа беше 10 години председател, многу успешно го водеше друштвото. Ние имавме безброј настапи во македонската комуна, исто така имавме бројни збирки, поезија, и она ги организираше деновите на македонската литература и култура, кои ги држуваме секоја година. Не гледаша во мене нешто умира, едно срце има душо, срце влюбено, во тебе ми чука бие, поизгубено, едно срце има душо, срце свршено, нема не вери да трпи, се свршено, се свршено, се свршено. Ви благодарам што сте дојдени да испочитувате мојата драга сестра и мојата мајка. Полноќен танц на месечина. Со страст невидена, пред тебе танцував јас. Во дива игра се оборував, откривајќи ја ранливоста на моето срце, несвеснички на утре и следните дни. Сакав мигот на среќа да трае, а знаев дека си патник, со страници бројни, за кого љубовта значи само невера. Во твоите очи сакав да се пронајдев в себе, небројни прашања, сомнеш и страв. Најдов на зид, измешана љубов, очај и страст. Играв и плачев, не знаев од среќа или бол. Играв за тебе, мил мој. Во пламенот виореше мојата долга коса, а јас танцував и танцував до Бог. Ноќта мој сојузник беше, а од тебе само утрото ме делеше. Ги сочував искрите во очите своји, сведоци на љубов и желби мој. Ви благодарам. Поздрав до сите вас. Повеќе од вас ме знаат како татко на Маја и на Ана. А мојата најмила беше најнапред мајка, сопруга, пријателка, другарка. Повеќето ја знаеја баба, дефинитивно. Стана баба, рано стана баба. Беше навистина, сакаше помош да даде на секој, не одбиваше никој. И беше среќна што го живеа овој живот, ни почина сметајки многу рано, за мене бар, 67 години, кој би ги дал. Молк што боли го имам напишано од кога мојата мајка почина, и тоа беше во моментите кога се соземував самата себе си, без никој да види што чувствувам и без да
го покажам тоа некое чувство внатре што ме мореше. И како што ви кажав, кога зборувавме за мојата книга, најлесно ми беше да го оставам на хартија. Во таа соба се уште стои нејзиниот мирис. Мирис на дом, на грижа, на утро со појадок и вечер со прашање јаде ли. Сега е само молк, а тој молк боли повеќе од што било што некој некогаш кажал. Кога ја загубив мајка ми, не се случи нешто гласно, не беше филм, немаше вресок, немаше распарчено небо, имаше само празнина. Празнина толку тешка што не знаев дали дишам или само одам. Сите ми велеа ќе помине. Но никој не кажува како. Никој не кажува што да правиш кога ќе посакаш уште едно, облечи јакна, уште едно, не грижи се ќе помине. Уште едно, добро утро, дете мое. Тие зборови не доаѓаат, само тишина. Тишина во која срцето вика. Ви представуваме дел од промоцијата на писателката и пријателката на нашата програма, Вера М. Самаријанин, која се одржа неодамна во Велес, Македонија. Сајкатав. Мојот Сајкатав се родил 1776 година во Битола града со друго име тогаш, кој ќе го славам секогаш. Името Павле му било. Моето поколение велат, ете од тогаш никогаш нема да се селат. Таму крај темелите, каде Вија Игнација врвела, тоа е вистина цела. Вера Самаријанин е личност која со својата љубов кон литературата, македонскиот јазик и уметноста, секогаш знае да ја препознае топлината што ја носат книгите за деца. Во своето творештво внесува топлина, нежност и детска искреност во светот на литературата за најмладите. Незините дела се препознатливи по богатата фантазија, поучните пораки и блискоста со детскиот свет, преку кој ги поттикнува љубопитноста, креативноста и секако највеќе љубовта кон македонскиот јазик. Незината литература представува мост меѓу играта, учењето и емоциите, правејќи ја значајно име во современото детско творештво. Денес ќе ги промовираме незините книги Битолчанката Анастасија и Од Сајкатав до Вера. Значи, творештвото на Вера Самаријанин е обемно, се работи за плоден писател, кој што има објавено сама или во соработка со своите соработници, преку 150 книги. Добар ден, драги македонци. Од Сајкатав до Вера, завршен дел. Некои луѓе оставаат злато, некои должности. Моите предци ми оставија збор. Со тој збор сега ги плетам овие мисли. Да ги прочита некој, некогаш. Да го почувствува тоа што и јас го чувствувам. Дека родот не умира кога ќе згасне, туку кога ќе се заборави. Додека има зборови, ќе има и спомени. Додека има ризница на мисли, ќе има и душа. Како подпредседател на литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, Канада, и 10 години пред тоа председател на истото друштво, од кога Вера М. Самаријанин ни дојде како член во литературното друштво, нашето друштво доби една нова димензија. И јас, од кога ја запозна Вера, секогаш го повторувам истото, со кој да се сретнам и со кој да зборувам за госпоѓа Вера.
Кога ќе пораснам, сакам да бидам Вера. Нека ти се честити 150 книги кои што ги имаш издадено. Се надевам дека додека си тука присутна на овој земен свет, ќе стигнеш до 300-та. Благодарам што постоиш за сите на светот. Не жалам што си одам и велеше со слаб, но јасен глас. Го доживеав животот покрај добар човек и израснав честна ќерка. Застана за миг, собирајќи здив, како и секој збор да и беше тежок. Само едно ме боли, тоа што ќе останеш сама. Ќе кажем искрено, кога ја запознав Вера, тоа беа само едни пораки преку Facebook. Едноставно се согласив да бидам лектор. Побарав на Google да видам биографија и веднаш запазив толку многу дела напишала оваа прекрасна дама. Добар ден и од мене. Чест ми и задоволство што ве срекам во толку број. Јас не сум толку добра колку што ме пишавте. Имам јас и височинки, и падови, и како велес, нагоре надолу. Не сум толку добра, меѓутоа јас нема да зборувам за себе, ќе зборувам нешто што ми гибна овој пат, не знам, може би некој ќе го навредам овде малку, не е намерно. Ќе зборувам за клубот на писатели Коста Солефраци. Синоќа бев, видов, се изненадив од тоа. Коста Солефраци пораснал во Велес, низ овие удолници и угорници, на овие кадрни, во овие стакаци. И првите поети кои се од Кочорацен потекнати, нели, се Велешани, Велешките деца и клубот на писатели Коста Солефраци.
сладко изненадување сега. Да го поздравиме сладкото изненадување со еден аплауз. Мал подарок, знам дека и јас и ти сакам од твојкиње многу. Вака, да ми останеш свежа и цветна, како букетот.